Трките во друмски велосипедизам вчера започна од Кичево. Од годинешниот календар кој предвидува 10 трки, ова беше првата во организација на велосипедскиот клуб Speedbike од Кичево, која во овој град традиционално се вози на патеката во кругот на касарната, која што представува еден вид на загревање на велосипедистите за предстојната сезона. Денес учествуваат околу 60 велосипедисти од повеќе клубови и градови од државата. Организатори домаќин на оваа трка во Кичево е локалниот клуб Speedbike од Кичево, кој што патем, морам да напоменам, минатата година беше првопласиран тим во категориите до 13 до 15 години. Значи минатата година во најмладите категории нашиот велосипедски клуб беше најуспешен и на прогласувањето и заслужено го добивме пехарот за најдобар велосипедски клуб. Оваа година се надеваме пак дека успехот ќе го повториме. На некој начин сакаме младите во Кичево да ги заангажираме. Масовноста во велосипедскиот спорт е огромна, како што и сами можете забележите, се повеќе млади, па и возрастни од секакви возрасти на луѓе возат велосипед во нашиот град и еден апел да се приклучат кон велосипедскиот клуб, затоа што на тој начин може да учествуваат и во надпреварите. Оние кои што се успешни може да си направат и спортска кариера во животот. Во куп трофеот во Кичево, на кој учество зедоа 60 на велосипедисти, најдобро пласираните добија пехари. Во категоријата жени најуспешна беше скопјанката Анета Антовска, во категорија до 13 години трофеот замина кај Лука Димитриовски од велосипедскиот клуб Speedbike од Кичево, додека во категорија до 15 години најуспешен беше Виктор Ванчевски од МВК Велес. Во категоријата Мастерс, пехарот отиде во рацете на Зоран Ристовски од велосипедскиот клуб Велом од Куманово, а од истиот клуб Денис Колески беше најуспешен во категорија јуниори. Кај кадетите најуспешен беше Даниел Мојсовски од велосипедскиот клуб Speedbike од Кичево, а кај сениорите Никола Ѓукиќ од велосипедскиот клуб Велом од Куманово.